станицата не е прочистува. Фекалите, како што се од домаќинствата, така излегуваат во самата река. Реката Шевница беше бисерна могила, се влива во Црна река, значи од тука натаму оди фекалии во реката. Шемница е најзначајната притока на Црна река во јужниот дел на Пелагонија. На неа е изградено Стрежевското езеро, кое наводнува плодни земјоделски површини и обезбедува техничка вода за рек Битола. Со развојот на општина Могила, низ која поминува Шемница, изградена е и канализацијска мрежа со пречистителна станица за отпадни води. Градена со европски пари од проект за прекугранична соработка со Грција, пречистителната станица почнала со работа во 2013 година, но според информациите до кои дојдовме, немала технички прием. Многу е смрди, многу смрди. Не можам јас сега во летото да си отвориш џам, да се излуфтира куќата. Кај ќе се излуфтира, отвори, еде, наместо убаво да влези, смрди. Без болести се клај човек. Освен неподносливата реа, уште поголем проблем е наводнувањето на обработливите површини со вода полна со фекалии, бидејќи представува потенцијална закана за населението. Состојбата на квалитетот на водите во Македонија укажува на веќе нарушена природна рамнотежа во водотеците, како последица од загадувањето на реките со органски материи, тешки метали и одредени посебни загадувачи. Загадувањето е особено големо низводно од градовите, како резултат на испуштањето на непречистени комунални и индустријски отпадни води. За брзо детектирање на загадувањето потребен е редовен мониторинг на квалитетот на водите, но на реката Шемница не се вршат испитувања. Микробиологија е еден многу важен сегмент од испитување на квалитетот на водите, затоа што микроорганизмите се тие кои што први реагираат на било каква настаната промена во водите претежно. Значи, било какво загадување, било што и да се случи, тие веднаш реагираат и можеме да го фатиме, значи, на време секое загадување кое што може да дојде во водите. Загадувањето што не се гледа, се чувствува. Уреденото речно корито на Шемница, на кое во изминатите години е поставена и урбана опрема, нема само функција за рекреација на граѓаните, туку и да ги заштити нивите од поплави, а животната средина од загадување. Но само на неколку метри од местото за рекреација, куќите кои што се наоѓаат до реката мака мачат со неподносливата миризба. Јас уште порано имав барано, оти нема кај да оди водата, например. Ни вода, ни канализација никаква немаме овдеки, воопшто. Како општина, например, треба секаде да има, а од село иди тука смрдета, тука ни смрди цело. Нале тој преливат некој пат ондеки кај што е вртит, тука кај што е станицата, кај што е вртит, тука прелива некој пат, ако дојди од поќе. Станицата е градена со аномалии на кои што јас и тогаш алармирав, вели поранешниот градоначалник на Могила Славко Велевски, во чие време е започната изградбата на постројката. Незиниот тип, биолошки пречистителни станици, работат преку носачи на микроорганизми. Станува збор за сепарацијски процес, преку кој се отстрануваат микроорганизмите од обработената вода, пред нејзиното испуштање. За нивно одржување, потребни се поголеми трошоци и микроорганизмите можат да исчезнат, доколку не се забележи одредена концентрација на загадување. Потребно е да се направи стручна анализа и да се даде насока како да се искористи објектот кој што веќе е изграден, преку подобрување на неговата функционалност, со употреба на филтри или други механизми, за да може станицата вистински да ја извршува својата функција. Актуелниот градоначалник на општина Могила Драганчо Саботковски е запознаен со проблемот, иако најави дека писмено ќе одговори на нашите прашања. Сепак одговор не добивме. Владата и градоначалниците на општините се должни да обезбедат соодветно прочистување на сите отпадни води кои се испуштат од системите за собирање на отпадни води од населени места со помалку од 2000 жители како што е село Могила. Пречистителна станица со еден крак за прочистување на отпадните води општина Могила гради и во селото Добрушево, а пречистителна станица ќе се гради и во селото Ивањевци. Сакам само да му дам апел да се размислат, што се вели како емисијата да се разбистрат, и да тргни некогаш оваа станица да профункционира. Вака како што е, ја загадува реката, го загадува животинскиот свет, стоката пија вода од незе. Според националната студија за води на земјава и недостасуваат 120 пречистителни станици, кои треба да го намалат загадувањето на водите до 70%. Но очигледно е дека попусто се вакви инвестиции,
доколку изградените пречистителни станици не се одржуваат редовно.